прочитавме текстот кој содржи и облаци, меѓутоа содржи ведрина. Еден познат христијански поет, химнописец, има кажано дека зад тие смуртени, намрштени околности, или тој го употреба зборот промисла, секогаш стои едно насмеано и ведро лице. Самиот тој многу добро ги чувствал во животот тие намуртени околности, зашто имал психички проблеми, завршил и у психијатриска клиника, се лекувал, се излекувал, ја напушил клиниката, меѓутоа до крајот на животот запагал во депресија. И еднаш има кажано, многу пати не успевав за тие намуртени околности да го видам ведрото лице, меѓутоа Библијата вели дека секогаш тие околности ги носи едно насмеано лице, зашто ги носи за добро, бидејќи неговата намера секогаш е добра. Бидејќи оној кој ги промислил сите тие околности е добар и секогаш прави околности да судејствуваат за доброто на оние кои го љубат Бог. Тоа го напишал самиот Павле, тие зборови, кој со така многу пати во животот искусил такви мрачни околности. И крајот на книгата Дела на апостолите исто така е обвиткан со мрак, со смрштени околности, но во исто време овој текст што го прочитавме, не открива ведрина, го открива ведрото насмеано лице на суверениот Бог кој ги носи тие околности. Павле копнееше да отиде во Рим, им напише на римјаните многу години порано дека има надеж, дека верува дека ќе може да ги посети во Рим и конечно таа негова желба се оствари. Меѓутоа не знам кога 5-6 години порано и доби од Бог уверување и самиот напише на римјаните, не знам колку очекувал дека во Рим ќе отиде во окови, дека таму ќе отиде како затвореник. И во градот кој толку многу сакаше да биде, ќе седи во затвор 2 години. И тоа не е најпосакуваниот начин за човек да оствари својата желба. Јас верувам дека кога планирал да оди во Рим и кога им пишал послание, писмо на римјаните, тој верувал дека ќе оди тамо како слободен човек, ќе оди на црква, ќе се среќава со луѓето, ќе проповеда во градот, меѓутоа ништо од тоа. Тој тамо отиде како затворник во окови. И 2 години беше затворен во соба, до него имаше врзан во синџири римски војник кој цело време го слушаше. И слично како Вилијам Купер, можело да се запрашаме ние, кај е овдека насмеаното лице? Кај се тие ведри околности во затворот? И сепак, книгата завршува триумфално. Последниот стих на книгата Дела на апостолите говори за едно слободно, непречено проповедање на Словото. Така пишува нели Лука, Павле беше навистина затворен, но проповедајќи го Царство Божие, учејќи за Господ Исус Христос наполно слободно и никој во тоа не го спречуваше. И тоа со овие стихови стигнуваме до крајот на книгата Дела на апостолите, на која се задржавме 47 недели, 47 проповеди и некаде околу 350 страници, а
4 текста. Едно долго изучување, кој верувам ви беше за благослов. Можевме да видиме како навистина Евангелието победоносно го освојува светот. Можевме да видиме како тоа Евангелие кое буквално во пелени на почетокот во една далечна за тоа време провинција Јудеја се зацврстува, зајакнува и го освојува светот. Го проследивме движењето на Евангелието од храмот во Ерусалим до градот на храмовите или градот на боговите Рим. И во сето тоа Лука ја следи она агенда што самиот Христос ја даде на почетокот на книгата Дела на апостолите, го даде заповед да бидат неговите ученици сведоци од Ерусалим преку Јудеја, Самарија па до крајот на светот. И гледаме како навистина Евангелието се шири и стигнува до центарот во тоа време на светот, од каде што добива замав да стигне и до крајот на светот. Никој друг град немал таква стратешка улога во тоа време како Рим. Сите патишта воделе во Рим и сите патишта тргнувале од Рим. И не само што Рим е стратешки град и во тој поглед е цел на Павле да стигне и тој како големиот апостол во Рим и таму да го проповеда Евангелието, самиот Рим имал потреба од Евангелието. Рим бил познат бидејќи бил центарот, политичкиот, економскиот и духовниот центар на Римската империја. Во тоа време бил така горделив град. Древните римјани го нарекувале Златниот град, градот на градовите и градот на боговите. Град полн со робови, полн со слободни луѓе, 2 милиони луѓе имало во Рим. Немало големи згради, немало висококатници, сите живеели во мали кукички, значи дека на голема површина биле населени во Рим, околу Рим 2 милиони луѓе, од кои половината биле робови. Во тоа време во Рим царувал еден ексцентричен, налудничав император Нерон и сето тоа ја прави јасна, потребата од Евангелието, од проповедањето на Евангелието во овој град. И не случајно Павле доаѓа во тоа време во тој град, тоа е Божјата промисла. Неговото затворање ќе видиме станува повод за една служба која ги надминува и најголемите очекувања на Павле. Неочекуван е начинот на кој што тој стигнува во Рим, како затвореник во окови, но исто така верувам дека и во најсмелите очекувања Павле не верувал дека ќе има таква успешна служба. И затоа сакам да збориме во оваа последна проповед на книгата Дела на апостолите. Првото што го прави, и најголемиот дел од текстот Лука го одделува на неговите средби со јудејските старешини, тоа со евреите во Рим. И тоа одговара на неговата стратегија. Прво, кај да оди, да го говори Евангелието на јудеите. Истото го прави и во Рим. И она што пак мене ми прави впечаток, и говори нешто за самиот Павле, кој помина, не знаеме колку време, повеќе од 5 месеци на море, во бури, бродоломи, истоштен, стигнува пешачи од Неапол до Рим, како затвореник во окови, стигнува во Рим и на третиот ден ги повикува јудејските старешини. Му биле доволни само 2 дена да се одмори и да премине на работа. Јас би очекувал да се земе така едно месец дена, ретрит малку, да се освежи пред да премине на важната служба. На третиот ден ги повикува старешините еврејски. Јас верувам дека ги повикува на третиот ден, бидејќи тие треба да дојдат. Може би им требало
време да се подготват за да го посетат Павле. Верувам дека ако Павле не беше во затвор, ако не беше окован, тој штом ќе пристигнеше уште следниот ден веднаш, ќе отидеше во синагогата. Меѓутоа е затворен. Тој е во окови. Зависен е од другите луѓе. И на третиот ден ги повикува и доаѓа висока делегација. Тоа се равините, тоа се старешините во синагогите. Според историски податоци имало најмалку 10 синагоги во Рим. И доаѓаат неугледните представници, го посетуваат и сосема е разбирливо. И тука ќе видиме во разговорите што ги има Павле, она што, нели, на првата посета, има две посети, во првата посета, акцентот е даден на објаснувањето на Павле. Тој самиот чувства потреба да им каже зошто е таму. Има сериозна причина, ќе видиме каква е, во неговиот воведен, нели, дел, во првата таа посета, која се запознава со тие старешини, дава едно успокојување некако. Ја дава генезата на патувањето до Рим, причините поради кои тоа е таму, започнува со судските процеси во Ерусалим и во Кесарија, за тоа дека неправедно е обвинет. И на тие процеси римските судии докажале дека тоа е невин. Меѓутоа, евреите инсистирале на процеси и на крајот Павле е принуден, се решава да го искористи своето римско граѓанство и да побара судскиот процес да се решава во Рим. И во сето неговата акцентот на кој што тоа дека го поставува е на неговата невиност и на неговата добронамерност. Тој нема никакви намери да наштети на еврејското општество во Рим. Тој не е непријател на евреите. Тој не е непријател на еврејската традиција. Тој не е непријател на храмот. Тој не е нивен противник. Напротив, тој е принуден, бидејќи евреите се тие кои бараат против него, кои отвараат процеси против него. Тој е безпомошен и треба да ја докаже својата невиност. Притоа не напаѓајќи ги евреите. Зошто толку во овој текст, нели, акцентира? И на крајот вели, на крајот на краиштата, јас сум во окови заради надежта на Израел. Во овие ланци, така вели во 20 стих. Повикав да се видим и да позборуваме, зашто заради надежта на Израел сум окован во овие ланци. Не сум окован бидејќи сум противник на евреите. И зашто има потреба во целиот овој текст Павле да ги успокојува јудеите во Рим, дека тој не е таму како нивен противник. Веќе видовме, кога разгледувавме 19 глава, каде што е представен почетокот на служењето на Павле во Коринт, таму тој се сретна со Прискила и Акила, за кој Лука вели дека биле бегалци од Рим поради протерувањето на јудеите од страна на императорот Клавдиј. Има еден период, некаде околу средината на 50-тите години, почеткот на 50-тите години, кога Клавдиј навистина ги бърка сите јудеи од Рим. И причината, поради која тој го прави тоа, како што во тоа време историчарите во Рим, во нивните записи, навеле, е спорот во јудејското општество за Крестус, за некој си Крестус. Јудејското општество во Рим, во синагогите, имало и христијани кои верувале во Христос, и тука меѓу нив се јавува сега конфликт. Римјаните не разграничуваат во почетокот христијани и јудеи, сите ги стават во една иста категорија. И Клавдиј, за да го реши проблемот со тој немир во синагогите, ги бърка сите јудеи. Во почетокот, првата црква во Рим е претежно јудејска.
првите христијани се со јудајско потекло. Бидејќи се јавува таков спор во синагогите, Клавдија решила да ги избрка сите јудеи. И сега, 10 години подоцна, Клавдија веќе не е император, неговите укази, закони не важат, јудеите повторно се враќаат во Рим и се јавува стравот. Да не би случайно сега Павле, за кого се слуша дека е непријател на евреите, поттикне некакво расположение против јудеите во Рим. И затоа Павле, уште на почетокот ги успокои, вели, не е тоа мојата причина за доаѓање. Јас сум во тие окови, бидејќи евреите неправедно ме обвинија. Римјаните разбра дека сум неправедно обвинет, ти инсистираа понатаму на процес и јас дојдов овдека во Рим да ја докажам мојата невиност, зашто на крајот на краиштата јас сум судан, јас сум во окови заради надежта на Израел. Како одговараат јудеите на тоа? Многу така дипломатски. На ваквиот увод на Павле тие велат: не сме чуле за тебе ништо. Никој не ни кажал досега, ниту гласник, ниту писмо се ме добиле за твојот проблем. Ти си за нас непознат. Неаме ние некакво, не сме ние однапред се веќе расположени против тебе или настроени од некого против тебе. Ти си за нас сосема непозната личност овдека, ние сме непристрасни кон тебе, а за она што ти велиш, за учението што ти го шириш, за христијанството, сме чуле. Но тоа што сме го чуле е антилегомена, вели Павле, антилего, што значи негативно. Или се што сме чуле за христијанството од јудеите е за отфрлање, тоа значи зборот антилего. Упротивречне, против тоа збореле, негирале, така да нашиот впечаток за христијанството е негативен. Меѓутоа, ние сме спремни да слушнеме од тебе. Ке дојдеме пак и ке видиме што ти имаш да кажеш за надежта на Израел. И така завршува таа прва средба. По известно време си закажаа ден кога да има втора средба и на таа втора средба гледаме дека доаѓаат повеќе луѓе. Не се само старешините на синагогата, не се само равините, туку и други евреи. Очигледно имало интерес да присуствуваат на таа средба, на која што Павле ќе објаснува за неговата вера и гледаме дека таа средба траела цел ден, од сабајле до вечер. Навистина е голем предизвик да бидеш на таква средба. Ние неаме таа чест, не сме имале, но навистина било интересно. Пред некој ден ми излезе на YouTube, сигурно некој од моите деца го отварат мојот YouTube, или не знам, но излезе таму Пайпер и уште тројца други професори од Далас, од не знам други места, за прашањето за 1000-годишниот мир за кој денес христијаните толку сакат да војуваат меѓу себе. Како и да е. И интересна дебата, спорени. 2 сати. А ова трае 10 сати. Павле наспроти еврејските старешни, сите биле таму, добро подковани во еврејското учење, во Стариот Завет. Навистина интересна дебата било. За жал немало тогаш таква техника, некој да ги запише на камера, ние денес да го гледаме. Лука го систематизира разговорот или излагањето на Павле, каде што ги истакнува поентите. Прво е Царството Божие, потоа Исус и на крајот Мојсей и пророците. И начинот на кој што Павле го излага своето верување, и овде како потребува зборот Лука,
diamartuромај, кој значи преку сведочење. Никога денес ќе кажем сведочење, тоа е секој евангелизиран заедно со сведочење. Овдека зборот е од судската терминологија и значи изнесување на докази. Очевидец изнесува докази за некој факт. Тоа е начинот на кој Павле овдека ги изнесува христијанските верувања преку сведочење. Дија мартиромај. Тоа е зборот. Преку сведочење. Кај нас преведено е тоа, нели, им го изложуваше со докази. Тоа е еден збор. Со докази им изложуваше. И тоа е значењето, всушност, на зборот Дија мартиромај. Сведочеше со докази. Кои се доказите? Прво, било потребно Павле да користи таква методологија, зашто пред себе има евреи. Не знаеме што зборел за Царството Божјо, таму пред нив, но знаеме што Лука запишал, например, во Солун што им зборел во синагогата. Знаеме што зборел во синагогата во Берија. Знаеме што зборел во синагогите во Галатија. Со сигурност го предизвикал јудејското разбирање за Божјото царство. Христос го предизвика јудејското разбирање. Она разбирање кој Павле го имаше порано, разбирањето кој учениците, апостолите го имаа, и јудеите. Разбирање за царство Божјо, во кое Месијата ќе се зацарува и ќе издигне царство на јудеите кои ќе владеат над останатите народи. Тоа е разбирањето на јудеите за царството на Бог. Праведно царство на земјата, во кое јудејско царство кој ќе доминира или владее заедно со Месијата над останатите народи. И она што Христос сушно сакаше да им го каже и Павле е дека царството Божјо не е земно, не е материјално, царството е духовно. Христос им рече, царството Божјо е во вас, зашто царството Божјо е состојба на човекот, состојба во која што неговото срце е ослободено од робството на темнината и тоа е во општење со Бог, тој е доведен во Бог, тој е во мир, тој живее со Бог, заедно со Бог. Ние сме во Божјото царство, бидејќи ние сме веќе Божјите деца. И ние сме веќе и ќе продолжиме во една повисока мера да живееме во Царството Божјо после смртта. Царството Божјо не е територија, Царството Божјо не е систем, Царството Божјо, политички систем, Царството Божјо е состојба, која е духовна слобода од гревот и живот заедно со Бог. И затоа и Павле им напише на римјаните неколку години порано. Царството Божјо не е јадење и пиење, туку правда, мир и радост во Светиот Дух. Правда, мир и радост кој човек сега ги искусува во животот со Бог. Правда. Царството Божјо е царство на правда. И тоа значи дека во тоа царство живеат праведни луѓе. Некој за да биде во Царството Божјо треба да биде праведен. И тука основниот проблем на разбирањето на Царството Божјо и за јудеите, а и за луѓе денес. Зошто бидејќи прашањето овдека, основното прашање е, бидејќи суштината на царството е правда, како човек може да стане праведен за да биде дел од Божјото царство. И за евреите, начинот човек да биде праведен е да се роди како евреин или пак да стане евреин, ако ја немал таа среќа да се роди како евреин. Ке се стане евреин, ке влезе во системот на Мојсеевиот закон и ке биде праведен. Тоа е разбирањето. И такво разбирање денес имаат многумина,
Ако човек се роди како православен, тој веќе е во Царството Божие, бидејќи е православен. Па дури и протестанти има, затоа што се родиле како протестанти, тие се во Царството Божие, бидејќи се протестанти. Најправилната религија, велат. А пак некој, штом се родил како католик, бидејќи католицизмот е најправилната, тој е во Царството Божие. Припаѓа на црквата, е во Царството Божие. Или припаѓа на народот, е во Царството Божие. Таа заблуда јасно му ја посочи Христос на Никодим, кога му рече, ако не се родиш од озгора, ти си се родил како евреин, но ако не се родиш од озгора, нема да го видиш Царството Божјо. Нема да го видиш. Кој нема да се роди? Ако некој не се роди од озгора, не може да го види Царството Божјо. Телесното раѓање, како евреин, дури и како евреин, не е доволно да се наследи Царството Божие. Треба да има духовно раѓање, раѓање од Бог. Човек треба да се роди од Бог, од озгора, за да биде праведен и да биде дел од праведното царство на Бог. И така стигнуваме до темата за новораѓањето. И тука, тоа е суштината на Царството Божие. Павле започнува така што ја објаснува суштината на Царството Божие пред јудеите кои имаат едно неправилно разбирање. И тука е веќе улогата на Христос за влезот или достапот до Царството Божие. Тоа е единствениот пат. Тоа е патот до Царството Божие. Бидејќи само праведниот човек може да биде дел од Царството Божие. И овдека, може би, како што и на Петар му кажал, зашто пишува во посланието до Галатјаните 2 глава, и на јудеите во Галатија, ако јудеин можеше да се спаси како јудеин со законот, тогаш Бог никогаш немаше да го прати својот син, да биде жртва на крстот. Ако има друг начин за спасение, Отецот немаше да го прати синот. Зошто го прати Отецот синот? Да биде нашата спасителна жртва. Зашто нема друг начин за спасение. Зашто нема друг начин човек да стане праведен. Само во Христос. И затоа не случајно втората точка после објаснувањето на Царството Божие е Исус Христос. Павле говори за Исус Христос. Ни треба Божјата благодат. Самиот факт дека Синот Божје дојде во светот е доказ дека нема друг пат за спасение освен преку Него и Неговата жртва. Ни треба заменичка жртва, нешто што зашто говорат Мојсей и пророците. И затоа се овдека ставени и Мојсей и пророците. Ни треба заменичка жртва на крстот. Христос на крстот умре за нашите гревови, за да не оправда пред Бог. За да бидеме оправдани, за да бидеме облечени во Христовата праведност. Тоа е нашата откупителна жртва. И тоа е каменот на сопнување за јудеите. Кога Павле од Божјото царство преминал на Исус Христос, да им објаснува за Неговото страдење и жртвата на крстот, бидејќи тоа е каменот на сопнување, тоа е соблазната за скандалон е зборот, нели, соблазна, што значи нешто преку кое не можеш да преидеш. Таква препрека е пред тебе тоа учење што не можеш да го прескокнеш. Не можеш да преминеш преку тоа. Зашто јудеите очекуваа Месија кој ќе дојде со жезл, да знаете што е жезл, и ќе управува со народите, а не некој дрводелец од Назарет, кој беше посрамен
исмеан, проколнат на крстот и убиен. Тоа е невозможно. Самиот Месија да биде проколнат. Тоа е каменот за сопнување на јудеите. И затоа овдека Лука додава Мојсей и пророците. Но Мојсей и пророците говореа за тоа. Мојсей и пророците ни открија таков Месија. Месија кој треба да дојде за да биде како жртвено јагне, како јагне за колење, вели Исаја. Јагне за колење. Или Давид во 22-иот псалм, ќе биде прободен со копје. И оние што ќе го прободат со копје, ќе фрлаат, ќе се коцкаат, или како се вика, за неговата облека. Го пишува тоа. И јас верувам дека Павле почнал уште со Мојсей. Кога човекот падна во грев, Адам и Ева, кога беа во таа грешна состојба и кога Бог ги изнесе последиците од гревот, веднаш ја даде и надежта дека син на жената, од семето на жената, ќе дојде и ќе ја згази, ќе ја смачка главата на змијата. Ќе даде фатален удар на змијата. При тоа ќе биде каснат. Ќе биде повреден. Но тоа ќе биде само модринка. Зашто, да, синот кој што дојде, беше каснат. Да, отиде во смрт, но воскресна. Тоа не беше крајот. Верувам дека ги подсетил Павле на случајот со Авраам, кога Бог му рече: Аврааме, сега ќе го принесеш, ќе отидеш на гората Морија и таму ќе го принесеш својот син како жртва. И Авраам го зеде Исак да го принесе во жртва. И се искачува по планината и синот го праша: татко, гледам дрва, се има, но кај е жртвеното јагне? Кај е животното за жртва? И тогаш Авраам рече: Бог ќе промисли. Бог ќе промисли. Го врзе на жртвеникот, го крена ножот и во моментот кога требаше да го прободе синот, тогаш ангел му рече: не жртвувај го синот, еве, таму во грмушката, со роговите има заглавено еден овен. Не го жртвувај го. И тоа е сликата за таа заменичка жртва. И најасната слика. Тие жртви во Стариот Завет што се пренесува, не беа жртви сами за себе. Не. Сите тие беа слика на таа заменичка жртва која Христос ја принесе за нас. Зашто не верувам дека некој се надава да биде спасен и да влезе во Божјото царство бидејќи е заклано некој јагне или некој овен. Сето тоа беше една слика на Христовата жртва. Целиот тој старозаветен жртвен систем е сликата или навестување на жртвата на Исус Христос. И верувам дека сите тие текстови од Исаја и од псалмите ги користел Павле за да им покаже дека тоа е Божјата намера. Тоа е начинот човек да биде праведен и да стане дел од Божјото царство. Во Христос, единствено преку жртвата во Христос, неговата заменичка жртва која ни дава правда, ни подарува оправдување. И тоа не е крај. Смртта на Христос, старозаветните текстови на многу места најавуваат негово воскресение. Многу сведоци има за тоа. Давид во неговите псалми говори за гробот, за Божјата воля, за тоа дека нема Месијата да види распаѓање. И јас верувам дека Павле го дал тука и своето сведоштво. Кога го виде Христос пред Дамаск во таа неопислива светлина. И луѓе околу него имале.
имало кои го виделе тоа. И верувам дека Павле им кажал, се уште има луѓе во Ерусалим кои го виделе. 500 души го видеа воскреснатиот Христос. И заклучокот, човек може да се спаси само преку верата во Христос. Тоа Божјо царство им припаѓа само на оние кои веруваат во Господ Исус Христос. Ако може да се спасат преку законот, тогаш Христос немаше да дојде. Ако може да се спасат преку дела, напразна е жртвата на Христос. Ако може да се спасат преку припадност на црква, тогаш безсмислено е Христовото раснување на крст, неговата смрт и воскресение. Тоа важи и за евреите, и за неевреите. Има еден спасител и еден начин за спасение. И на самите римјани, и јас не знам, предпоставам дека овие луѓе што биле овдека, имале достап до посланијата до римјаните, бидејќи е напишано барем 5-6 години порано. Бидејќи тоа послание напишано од црквата во Рим, меѓутоа тоа послание било дел и од христијани, е наменет за христијаните кои их посетували и синагога. И во тоа послание Павле многу јасно дава старозаветни текстови дека и во Стариот Завет спасението не е преку дела, туку само со вера. Праведникот преку вера ќе живее. Основната идеја во првиот дел на посланието до римјаните. Сите овие аргументи, се тоа што кажав овдека, предпоставам дека Павле им го обясна многу пошироко, зашто цел ден расправаат за тоа. Не е малку еден ден расправа. Таму имало учени луѓе, не биле наивни тие луѓе. Сигурно имало многу дебата, сигурно имало многу. Евреите се ориентален народ, така, поживи се. Сигурно имало и трескање по маса, и удирање, и кревање, и така, повисоко говорење. Навистина била интересна таа дебата. И пишува, едни се убедија, другите не поверуваа, во секој случај имало спорење. И тоа е реакцијата што Павле ја искусува секаде каде што ќе отиде во синагога. И кога веќе доцна, пишува касното, не беа неслужни меѓу себе, самите меѓу себе почнуваат да се расправаат евреите, станува доцна и решаваат да се тргнат и тогаш Павле го упатува последниот предизвик или тоа е последната провокација. И користи многу силен така аргумент. Цитира еден текст кој е навистина болен и ја покажува таа закоравеност на јудејскиот народ и во Стариот Завет, кога преку Исаја Бог предупредуваше дека народот не е закоравен, глув, не сака да ги слуша Божите зборови. Добро им рекол Духот Свети, вели Павле, на евреите што се собрани тоа. На татковците ваши го каже тоа, меѓутоа тоа важи и за вас. Оди и кажемо на овој народ, с уши ќе чуете и нема да разберете, со очи ќе гледате и нема да видите, зашто срцето на овие луѓе закоравело, то со ушите мачно слушаат, а очите своји ги затвориле, па некако со очите да не видат и со ушите да не чуат и со срцето да не разберат и да не се обратат за да ги исцелам. Ова го кажува Павле на луѓе кои веќе свртеле грб и тргнуваат да си одат кон вратата. И Павле ги каже овие зборови. Многу силни зборови. Верувам дека Павле ги каже овие зборови со надеж, некако, последен обид да се освестат. Зашто ќе заврши, не евреите ќе поверуват, тие ќе го прифатат ова учење. Не верувам дека Павле го каже ова од суета, навреден, бидејќи не го послушале, и сега од злоба, не. Јас верувам дека Павле со најискрени намери го кажува овој за нив многу навредлив стих во оваа ситуација. Или Калвин вели дека намерата на Павле била како чекан да ја скрши. Овие стихови да излуваат како еден тежок чекан кој ќе ја скрши нивната закоравеност. Зашто Павле си го сакал својот народ. Тоа го покажува многукратно. Тоа е неговиот народ,
Павле си го сакаше својот народ. И верувам, со голема мака ги кажа овие стихови и на крајот, не како што ние денес многу често правиме. Ке кажем нешто, ке напишеме, ама го правиме тоа од суета, бидејќи егото не било повредено, или бидејќи и злоба сакаме да вратиме, не. Павле не враќа никому овдека. Тој го прави тоа со мака, гледајќи како неговиот народ повторно си ги затвора ушите, очите и срцето и се одвраќа од Бог. И затоа или така нека биде познато дека спасението од Бог им е испратено на незнабошците и тие ќе го чујат. И се отидоа на крајот пак со голема препирка меѓу себе. А Павле, и тоа последните стихови, 2 стиха, Павле остана таму цели 2 години, во посебно најмена куќа и ги примаше сите што доаѓаа кај него. Тотално се менува начинот на служба на Павле. Порано Павле патуваше со бродови, по копно, во студ, во жештина, во глад, во жет, гонет, бегајки. Патуваше за да стигне до луѓето и да им проповеда. Сега гледаме Павле во друга ситуација. Тој седи во затворот и луѓе доаѓаат да го слушат. Луѓе доаѓаат да зборат со него, а тој ги прима сите. Секој што сака да дојде, може дојде да пие кафе со Павле. Може да си представите. Нема потреба да закажуваш прием. Одиш, велиш, Павле во затвор, одам, седнувам и Павле почнува да ме учи на Евангелијата. Интересна работа. И многу луѓе поминале од таму, верувајте. Многу луѓе поминале. Некои по службена должност, станало патрици од царскиот дворец кој требало да го подготват случајот. Судии поминувале, адвокати поминувале. Робови поминувале из неговиот дом. Обични луѓе. Многу луѓе во оковите. И сега пак нели говориме за тие мрачни околности, смрштени околности. И ведрото лице на Бог. Павле требаше да патува со бродови за да стигне до луѓето. Сега седи во затвор и луѓето му доаѓаат. И тој им проповеда. И знаете ли колку успешна дејност? Знаеме всушност колку успешна дејност има Павле, кој ги надминува сите очекувања. Верувам и на самиот Павле. Тој беше посетен и му стана помошник еден бунтовен, еден бегалец, еден роб по име Онисим. Може би сте чуле за тој човек. Да бидеш бегалец роб во тоа време е најтешкото злосторство. Човек не се осудувал така лесно да побегне од Господарот. Треба да бидеш навистина некој таков непокорен, па да побегнеш од својот Господар. И не било од каков, тој побегнува од својот Господар христијанин, од Филимон. Бега во Рим, зашто мислите од Колос, од Мала Азија оди во Рим, зашто Рим е градот кај што ќе се сокриеш. Улиците се полни, таму доаѓаат бегалци од целиот свет. Бега, меѓутоа, по известно време, не знаем од какви причини, не ни кажува Павле, решава да оди кај Павле. Дали останал без пари, дали бил во неволја, оди кај Павле. И што се случува? Тој бунтовен роб поверувал. Павле вели, Онисим е моето чедо кој го родив во оковите своји. Таму тој се роди. Кога бев јас во затворот. И му пишува на Филимон, многу ми е полезен, многу ми е корисен овдека. Онисим. Тој што не искаше да биде роб, станува роб или слуга на Павле во затворот. И му вели на Филимон, земи си го назад, ќе ти биде многу корисен и тебе и за целата црква. И едно послание пишува Павле по тој повод, едно многово послание кој веќе почнав така да го истражувам и во наредниот близок период ќе го разгледам и овдека. И не само Онисим,
Во никој случај не можеме да кажеме дека тие мрачни околности биле залудни во затворот поминати. Павле пишува дека фактот што тоа е во окови, во затворот, тоа го гледаме од првата глава на Филипјаните, луѓето кои се на слобода се охрабриле да го проповедаат Евангелието. И така, читајќи првата глава, добиваш впечаток како сите сега да почнат да го станува тоа модерно, сите почнуваат да го проповедаат Евангелието. И тоа вели, некои со добри намери, некои од партизанство, некои за да ми наштетат, тоест товарот на оковите да ми го направат уште потежок, но како да е, ова ситуација, моја во затвор, придонесе сега сите и во Рим и насекаде да го проповедаат Евангелието. Бум! Се случува со евангелизирањето. И не само тоа, до тој момент Павле имаше можност да проповеда на плоштади, да проповеда на Ареопагот во Атина, во синагоги, на улици, во домови. Имаше можност дури и пред јудејскиот цар да проповеда, пред Агрипа, па дури и пред двајца римски управници, пред Фест и Феликс. Но знаете ли во Рим каква врата му се отвори? Да ја заштити верата пред најмокниот човек во тоа време. Пред императорот. Зашто императорот требаше да одлучи за неговата ситуација. Тој требаше својот случај, својата вера да ја изложи пред императорот. Да Павле сакаше да оди во Рим порано, но не знам дали некогаш воопшто верувал дека ќе може на императорот да му сведочи, на Нерон. Таа ситуација, токму оковите отворија таква можност. Знаете ли, оковите, тие мрачни околности отворија можности за Евангелието, кои на друг начин немаше да може да бидат отворени, немаше да бидат возможни. Да. Многу луѓе доаѓаа, се сретна со многу луѓе, дури и со парвенците во Рим, а пак дури имаше време и да пишува писма. Најубавите писма, нема убави и неубави текстови во Библијата, но така најохрабрувачките се напишани токму во затворот, во тие мрачни околности. Павле повеќе од 4 години, ако го вклучиме патувањето од Кесарија до Рим, годините поминато во Ерусалим и во Кесарија и овдека, повеќе од 4-5 години тоа е во затвор, во окови. И ние би очекувале една депресија кај него. Би очекувале мрачни мисли. Меѓутоа, посланијата што ги пишува од затворот се најсветлите, најведрите, најохрабрувачките. Коринтијаните се напишани на слобода, а тие се мрачни. Павле е во тие посланија слаб, истоштен, обесхрабрен. Овдека, во затворот, тоа е со надеж. Им вели на филипјаните, радувајте се. И пак ќе ви кажам, радувајте се. Зошто? Зашто зад таа мрачна промисла, мрачна во човечките очи, стои ведрото лице на Бог. На ефесјаните им пишува од затвор. Какви богатства имате во Христос. Една цела глава е посветена, па дури втората глава, на богатствата што ги имаме во Христос. На тие благослови, на таа благодат што ни е дадена во Христос. Говори за тоа дека Тој се врши според советот на својата волја. И тие околности се според неговата волја. На Колосјаните, исто така послание напишено од затвор, им вели, Христос е пантократорот. Тоа е суштината на првите глави. Христос е содржителот. Тој е созател на се, тој дава живот на се, тој држи се, тој господари над се. Тоа е се во се. И се случува преку него, од него, за него. Тој господари
со се. Се е под неговата власт. Човек кој е во затвор им пишува на оние што се во слобода охрабрувачки посланија. И затоа им вели на колосјаните од затвор: не гледајте на долните или земните работи, гледајте на горните работи. Држете го погледот високо, нагоре. Зошто тие околности мрачни земни се водени од едно ведро лице на оној кој прави се да содейства за доброто на оние кои го љубат Бог. Само еден суверен Бог кој се контролира може да направи во едни такви понижувачки околности како затвор да има такви неверојатни ефекти за Божјото царство. Радувајте се, вели Павле. Радувајте се, независно од околностите. И книгата завршува со таа триумфална забелешка дека тој е во затвор, меѓутоа слободно, без да биде попречен, непречено, го проповеда Евангелието. И тоа е крајот на книгата Дела на апостолите. Што се случило? Како завршува процесот? Кога Лука го пишува ова, веќе завршил, се може веќе и Павле не е жив. Меѓутоа Лука завршува со тој стих. Триумфално. Божјото царство и Христос се проповеда во Рим, во центарот на светот. И не ни кажува каков е судскиот процес. Не ни кажува што се случува после тоа. Можеме да предпоставиме, од тоа што го пишува, например, во неговите затворски послани, има еден оптимизам, дека наскоро ќе биде слободен. Очигледно, така се одвивале работите во текот на судската постапка во Рим, што се очекувало неговото ослободување. И тука неговите намери потоа доди во Шпанија, кои веројатно се оствариле. Потоа, ако тој излезен од затвор, веќе гледам во пасторалните посланија, Тимотејовите и Тит, тој е повторно во затвор од Нерон, каде што веќе е смртната пресуда донесена. Но како и да е, Лука не се занимава со тие работи. Нема епилог книгата. Има само едно крещендо на крајот. Зошто? Зашто целта на еден епилог би бил, нормален епилог, да видиме како ќе заврши судскиот процес и како ќе заврши животот на Павле. Тоа бил еден логичен епилог. Меѓутоа Лука не се занимава со животот на Павле. Тоа не е целта на неговата книга. Нити пак со Петар. Не ни кажа па ништо. Од 14-та глава ние Петар веќе не се спомнува во книгата Дела на апостолите. Зашто тоа не е книга Дела на апостолите, тоа е книга Делата на Светиот Дух, кои не завршуваат со овој 31 стих на книгата Дела на апостолите. Целта на Лука е да ни покаже како тоа Евангелие, како црквата од бебе во храмот во Ерусалим станува сила која го променува светот. И се зацарува и во престолнината Рим. И од тука и до крајот на светот. И Лука сака да ни покаже како таа заповед што Христос ја даде во првата глава се извршува во службата на апостолите. А таа служба продолжува. Не е завршена. И затоа книгата Дела на апостолите нема епилог. Зашто таа книга офаќа само еден дел од службата на апостолите која продолжува понатаму во првите векови и до ден денешен. И јас би сакал овдека еден цитат од книгата на Едвард Гибон, неколку пати не го спомнувам, бидејќи тој е напишал од најпознатите истражувања за историјата на Римската империја од пред 200 години, деклинацијата и падот на Римската империја. Во таа, тој не е некој христијан, кој знае каков, меѓутоа во таа книга тој вели вака: додека големото тело, мисли на Римската империја, било разјадено, почнало да гние од насилство и подкопано од едно бавно распаѓање, една чиста и скромна религија нежно навлегуваше во срцата на луѓето, растеше во тишината и влечеше енергија од нападување
падите врз неа. И на крајот го издигна триумфалното знаме на крстот врз урнатините на главниот град, Рим. И тоа е вистината, дека тивко, нежно ги освојуваше срцата. Зашто на тие напади црквата не одговараше со напади, на клеветите не одговараше со клевети, на војната не одговараше со војна. Не, нежно се всадуваше, се вкоренуваше во срцата, не со принуда, не со сила, не со измама, туку единствено преку Евангелието, со проповедта на Евангелието. Зашто, како што Павле претходно им напише на римјаните, тоа е Божјата сила за спасение. Евангелието. Нема друга. И нема друг, и на почетокот, во првата проповед, Петар го кажа тоа. Во втората проповед. Во никој друг нема спасение, зашто под небото нема друго име дадено на луѓето преку кое би можело да се спасиме. Името на Исус Христос. Тоа Евангелие е исто и денес. Мисијата останува иста. Онаа што ја видовме во оваа книга Делата на апостолите. Мисијата е да сведочиме за Христос, да бидеме неговите сведоци. А Бог, тој ќе не штити и води и во мрачните околности со своето ведро лице, со својата јасна и добра промисла. Евангелието е исто. Црквата никогаш во историјата не успевала да го освои светот со забава, со компромис или со друго Евангелие. Единствено црквата успевала да го освои светот со Евангелието на благодата на Исус Христос. Нека Господ ни помага да се радуваме секогаш во Него, да се подпреме на Пантократорот, Вседржителот, и верно да му служиме. И да извршуваме истата апостолска мисија со која Лука не запозна во книгата Дела на апостолите. Амин.